Ќе успее ли Струмица оваа сезона да се радува на шампионска титула во женскиот фудбал? Дали женскиот фудбалски клуб Тиверија оваа сезона надпреварувачка ќе излезе на европска сцена? Докаде е женскиот фудбал во нашата општина? Ова се прашањата кои што ќе ги елаборираме во емисијата ВИС Спорт, вечера на програмата на Канал ВИС, зашто во нашето импровизирано студио во Космополит се Славе Велков, тренерот на ЖФК Тиверија, но и Александра Ристовска, кој што исто така е координатор, ајде да кажем, на младинските категории и погони на женскиот фудбалски клуб Тиверија. Благодарам што се одзвавте на мојата покана да бидете дел од емисијата ВИС Спорт. Како сте? Добро. Александра, успеавме во овој зимски период рок некако да најдеме време да се договориме за да помообетиме за и околу женскиот фудбал. Реков дека на добар пат е Тиверија оваа сезона да се најде на самиот пиедестал од женскиот фудбал во нашава земја, но еве на самиот старт. Велков, реални ли се очекувањата на струмичани дека ЖФК Тиверија оваа сезона може да ја подигне шампионската титула, а зошто да не и куп трофеот? Благодарам. Пред се голем поздрав до струмичани и гледачите на ТВ Канал ВИС, кој ни удоволија да презентираме малку за женскиот фудбал кој е од голема подршка. Пред се благодариме. Понатамо за тоа што течеше есенскиот дел, може да се каже од сме задоволни. Пред се завршиме на втората позиција. Со главниот конкурент изгубивме таму во Скопје, но ги дочекуваме тука. Па мислам оти имаме реални шанси да бидеме и први. Да, Драгон, во првиот натовар бевте поразени во Скопје, но во оној пријателски меч во рамките на подготовките ги декласиравте на некој начин. Покажавте една поголема надмокиност во однос на скопјанки. Значи, пред се доаѓа до резултат работата кај нас, професионалноста, од наша страна, како стручен штаб и децата. Значи, изгубивме не толку, како да кажем, на играчки план, туку на неискуство. Значи, нашата екипа е се уште млада, за рок од 3 години, 3,5 години, веќе 4-та година тие деца напредуват и мислам се по-добро созреват и мислам оти ќе ги добиеме. Александра, истото прашање и за тебе, малку да те вклучиме, често пати знаеме и те препознаваат струмичани по оние изјави за афирмација на женскиот фудбал, но ако вака направиме да рез и еве да погледнеме кон крајот на мај, може ли овде на стадионот Младост или било каде девојките од Струмица и женскиот фудбалски клуб Тиверија да го подигнат шампионскиот пехар? Па искрено се надеваме дека тоа ќе се случи. Тоа е сепак желба на сите фудбалерки, верувам на стручен штаб. Се што е во наша моќ ќе направиме за да донесеме првата титула во Струмица и откој ќе донесеме првата ќе се погрижиме и следните да бидат во Струмица. Какво е расположението меѓу девојките? Дали чувствуваате дека тоа е на дофат, дека може ЖФК Тиверија оваа година да се радува како шампионки? Да, значи можам да кажем дека расположението е супер. Последните неколку пријателски утакмици кои ги игравме во рок од 3 недели ние подигнаа самодовербата. Со тоа што и добивавме на пријателска со Драгон, повеќе се отвори надежка и помладите да видат дека може да играат против нив и дека може да ги добиеме и 9-то коло. Мислам дека сме на добар пат, одлично течат припремите, задоволни сме од се, и од тренери, од се друго. Апсолутно има една позитивна атмосфера во женскиот фудбалски клуб Тиверија. Велков, ако направиме една анализа за есенскиот дел од шампионатот, само имате еден пораз. Може би рековте од неискуство, но убедливи победи против сите останати тимови кои што се надпреваруваат во женската фудбалска лига на Македонија. И сега ако ве прашам, има ли место за задоволство тоа што го реализиравте во есенскиот дел од полуетапата? Да. Има простор за задоволство огромно. Ќе се навратам па тоа што го кажах. Пред се нашата екипа е многу млада. Носители на тимот не се младинките. Младинките со исклучок на Александра, Пале и другите сите се помали. Сите се помали,
мислам оти треба да бидеме и презадоволни. Со тоа што го имаме зацртано како план, како треба да напредуваме погоре и погоре, мислам оти ќе достигнеме многу високо, со квалитетни пријателски утакмици, надвор од државата, за тие деца да одат се погоре и погоре. Да видите каде е статусот на македонскиот фудбал пред се овде, но и во соодност на останатите екипи од опкружувањето. Ова преку зимскиот преводен рок мислам дека имавте и засилување, ако не се лажам, кој ве напушти, ако така можам да се изразам, иако по она што го велите дека станува збор за младинки, но сепак имали засилување во женскиот фудбалски клуб Тиверија? Во текот на преводниот рок имаме едно засилување што мислам оти ќе ни значи многу. Со ова работа што се вклучи сега со припремите и тие утакмици што ги играше, покажува добро светло. Мислам оти ќе ни биде од голема корист. На таа позиција бевме малку ослабнати. Не си замена играч, туку замена на привремена работа во Швајцарија, значи не. Така. Да. Девојката мислам дека доаѓа од Битола, ако не се лажам, таму настапуваше. На која позиција? Десен крилен напаѓач. Така. Тук бевме малку ранливи со напуштањето на таа позиција од наша страна на играч што во Што знаме за Швајцарија, така? Да. И надополнуваме со квалитетен играч и мислам оти ќе добиеме многу повеќе. Немилосредни бевте во овој зимски преводен рок, одигравте 3 пријателски надпревари со Драгон, актуелниот или есенскиот шампион, кој што верувам дека нема да се закити со таа титула, барем на крајот од овој дел од првенството. Игравте со бугарски состав, со грчки состав и таму бевте неприкосновени, мислам само победи. Да, добро ги одработивме првиот дел од припремите, оние базичните, сега сме баш во вториот тек на подготовките, кои течат многу добро. И мислам оти, ако продолжиме така, во тој континуитет ќе бидеме многу над сите во нашето првенство. Александра, за околу овие 3 надпревари, спомна пред малку Драгон го совладавте, игравте со грчки тим и со бугарска екипа, мислам дека сега да забележавте победи, иако можеби резултатите се во втор план кога станува збор за едни вакви пријателски надпревари. Но еве ти како директивно учесник, задоволен со тоа кој максимум она залагање на теренот што го давате, дали екипата добива една хемија за пролетниот дел од шампионатот? Можем да кажем дека секоја победа си придонесува на тоа ние да имаме се повеќе хемија, повеќе сме здружени, тоа е тоа што не обединува, што не држи, бидејќи сите имаме една иста цел да се победи секоја утакмица. Без разлика дали е пријателска или првенствена, веќе се навикнавме да влеваме максимално мотивирани. Не радува тоа што на нашите пријателски утакмици постигнуваат голови дури млади играчи што уште немаат право да играат во првиот тим. Исто така засилувањето се прикажа во добро светло, на сите утакмици забележи гол. И ако те прашам сега, значи, тоа се контролни надпревари, реков, може би резултатот е во втор план, нели тие пријателски надпревари контролни треба да бидат да се детектираат некои слабости и некои техники. Да. Заостануваме ли како сме македонскиот женски фудбал со бугарскиот, со грчкиот, како стоиме тука, иако знам дека минатата година исто така против гркињи игравте и бевте на некои турнири. Како стоиме со женскиот фудбал во Македонија? Мислам дека со тоа што бележиме победи со такви екипи, покажуваме дека ние работиме малку посериозно од другите. Исто така нашиот клуб се залага да имаме што повеќе меѓународни утакмици и затоа веќе не излегуваме на ист начин кога играме со странски екипи, откако пред година или две кога ни беа првите меѓународни средби. Така. Значи едноставно професионализмот и професионалниот пристап кон фудбалот веќе сакате да го истакнете и на меѓународно поле. Да, мислам дека лани имавте и турнири. Ако не се лажам. Да, и сега имаме компарација да направиме или кои турнири предстои. Домашниот сега не престои за недела дена, 10 и 11 имаме куп на карнавал по втор пат што се одржува кај нас. Ние сме домакини, шампионот на Црна Гора ќе ни биде гостин. Од Бугарија, од Пловдив екипа, ние и домашна екипа Топ Гол од Битола. Да.
Значи, пошто трябваше да има и гръцка екипа, пошто тамо имат правенство, не пријавија интерес за да дојдат. Предпоставам и тие ќе бидат во корис, во функција за подигнување на степенот и формата во пресрет на пролетниот дел од шампионатот. Да, и не случајно ние тој период го избравме и тука и карнавалот, тука баш се погодува и пред сезона, значи многу добро ќе ни дојде на нас плюс 2 утакмици да изиграме со квалитетни екип. Така, колку дневно ли тренираат? Како и секој ден? Професионално се тренираме секој ден. Овде на стадионот Младост и на стадионот Младост и на теренот со вештачка трева. Така, значи девојките се Првиот тим е задолжително да поседуваат тренинг како што е зацртано во програмата. Како е со младинските погони? Знам дека имате и млади. Добро. И Славе рече дека пред малку дека оној прв состав е претежно младински состав, но има ли интерес кај струмичанки за фудбалот, Александра? Да, има интерес дури. И срушивте ли тие табуа дека фудбалот е машки спорт? Да. Со оглед на тоа како беше порано, со тек на време се повеќе и повеќе заинтересираност. Исто така тука се вклучивме со школата на Беласица. Да. И 2005, 6, 7, 8 и помали, 3 пати во неделата може да тренират заедно со машките на Беласица, што е генерација или малку помали од нив. Работите со младинските погони, а минатата година знам дека имавте неколку проекти за афирмација на женскиот фудбал. Споменавте можна дисперзија на Тиверија или пак како центри, Ново село, го спомнате. Збор два околу тоа, како стоите со афирмацијата, не само во Струмица, сепак фудбалот може да биде секаде. Па имаме проект, проектот се вика Дај девојките играат фудбал, подржан од општина Струмица, од Федерација и така натаму. Тој проект најчесто го организираме како некои мини турнирчиња или настани, кај што опфаќаме деца што не тренираат спортови или барем не тренираат фудбал и сакат да пробат. Најчесто го правиме со најмали генерации и се обидуваме ние од првиот тим да им овозможиме да го проследат фудбалот, да видат како да се забавуваш, да играш. И доколку некој појави интерес, има шанси да тренира кај нас во клубот. Имавме представништво во Ново село, направивме селекција, најпрво ни беше битно да дојдеме до квантитет, до бројка на деца, а откако дојдовме до квантитетот, почнавме да ги бележиме квалитет. Сите тие девојчиња што имаа квалитет и желба и продолжија да тренираат сега во Струмица со екипата на Беласица и имаат организиран превоз од Ново село и сите села. Значи, максимално се вложувате во да им излезете во пресрет на сите кои што сакаат да се занимаваат со женскиот фудбал. Отворени ли сте, доколку сега гледат, некој девојче покаже интерес 10 години, да се проба среќата, може и рекреативно, но секогаш се почнува со нешто неизвестно, па дали ќе се пронајдеме самите себе си во тоа нешто. Отворени ли сте за упис на нови девојчиња, ако евентуално постои интерес? Да, во секое време, секој девојче без разлика на возраст, кој што има желба, може да дојде, пред се да проба, да види како да се тренира и доколку има желба да продолжи да доаѓа на тренинзи. Ќе се надоврзам само тука на прашањето што е поставено на Александра. Значи, пред се, кај најмалите возрасти, пред се треба да преовладува забава. Ние тоа преку овие Дај девојките играат фудбал, отворени фудбалски зални школи, Open Fun фудбал, што е, ние сме директно вклучени ЖФК Тиверија со нив и ни се од многу голема помош и ние нив и они нас. Значи, покрај нив, благодарение на таа, како да кажем, на тој принцип, значи да биде забава и само забава, ќе дојде резултатот за да бараме повеќе од деца. Да, на некој начин да го треба да биде, треба да биде од забавен карактер. Најмалите деца, они уживат да бидат насмејани, да бидат истрчени, да бидат, што се вика, да ги испотиш деца. Така. А потоа ќе се види дали се препознава, дали се наоѓа во овие води. Добро, ова година планирате, Александра, да реализирате вакви пак проекти? Рековте дека сте вклучени, планирате ли? Знаете зашто го поставам ова прашање? Струмица е Струмица, но сепак девојчињата Василево, Босилово, Мокрино, Колешино, можеби
сакаат едноставно некако да осознаат, да се најдат, да пробат, значи да им се укаже можност на некој начин. Па имаме. Да. Значи покрај тоа што го рековме, да, девојките играат фудбал тука во Струмица, ги посетуваме и другите населени места. ЖФК Тивери не само од Струмица, туку од цела Струмичка околија, дури од Радоиш, имаме од Конче, имаме од Јосифово, Валандово, од цел регион. Значи, таа ни е цел да бидат сите тука ги посетам. Значи, училишен спорт ни излева во пресред со овие организации, преку училишен спорт, што се мал фудбал женски, па голем, мислам, од имат. И имаме доста квалитетни деца од Колешин. Основното училиште Видој Подгорец од Колешино. Таму имаме подршка од наставник по физичко Спаско Миков. И мислам оти имаме добра соработка со нив и така. Па на тој начин некој се наоѓаат и девојчињата кои што сакаат да се најдат во фудбалот. Александра, пред малку те прашав дека веќе се поистоветува фудбалот не само како машки спорт, туку може да биде и женски спорт. Како гледаат струмичани на женскиот фудбал? Не, сериозно го прашам, иако велиме дека се рушени табуата, но некако со резерва се гледат. Да. Иако морам да признам дека сте многу поефикасни од машкиот фудбал, многу голови паѓаат за разлика од на машките првенствени надпревари. Па, со оглед на тоа што дека веќе 4 години играм јас во Струмица, можем да кажем дека од кога почнаме сериозно да работиме, до сега има многу голем напредок во смисла на гледање на женски фудбал. Со тоа покажуваш има многу поголема посетеност на утакмици, многу поголема пример заинтересираност од девојчиња и така натам. Меѓутоа се уште важи некој си правило дека повеќе е машки спорт и добиваме некои чудни прашања, как играте фудбал, удирате ли топка на глава, не ли ви боле, как сте од дуел, дали си кубате коси и слично. Меѓутоа сите што идат и да може да видат и да видат дека ние играме машки спорт, што не е машки. Јас се согласувам дека не е машки спорт, фудбалот не познава ниту пол, ниту раса, ниту како се вика оние возрасти, сите може да го играат тој спорт. Добро, тоа ми беше зборот како родителите кои што сме поконзервативни на некој начин кон овој спорт се ги отфрлат ли тие спреги на дека фудбалот е машки спорт. Како гледаат родителите? Девојчињата да, од забава, од интерес се наоѓаат, но сепак поддршката од родителите е многу битна. Успевате ли да им кажете дека фудбал не е само машки спорт? Сепак тие девојчиња што сакаат фудбал да тренираат се поретки од тие што сакаат пример одбојка, кошарка, ракомет и така натам. И најчесто тие девојчиња се ќерки на некој фудбалер или слично некој што од фамилијата се бавил со тоа спорт и нормално дека повеќе поддршка имат од нив. Исто така кога ќе дојде таа момичка на тренинг, кога ќе си оде дома задоволна, исполнена, срекна, не може дома да ја кажат не може да тренираш, не е женски спорт или така натам. Кога ќе видат дека играат со утакмица пример со девојчиња од други градови, дека и од други градови тоа се случува, веќе им станува многу пореално и со тек на време се прифаќа и многу е поподдржано дома. Имате ли сите услови? Им ги пружате ли сите услови за редовни тренинзи, гардероба? Да. Како стоите на тоа? Поле бидејќи сепак имате ли ги условите за и колку деца имате се во моментот да прашувам? Имаме најмногу регистрирани девојчиња од цела Македонија. И околу услови, според тоа што можем например да слушаме од други клубови од девојчиња, можем да кажем дека сме стварно задоволни од примери за прв тиме, за млади категории, со облекувални, и теретана, и стадион, и сала. Ги користиме сите услови што ги има Беласица, ги користиме и ние. Затоа имаме и таа спојка ЖФК Тивери со фудбалско клуб Беласица. Да, попишавте еден договор, една соработка кој што такви услови во Македонија не. Единствени сме и сето тоа жал ми е што и другите не може да уживат од такви услови. Така. Добро, во секој случај, нели, спортот си бара инфраструктура, си бара вложување за да се постигнат и одредени резултати. Да се навратиме сега кон пролетниот дел од шампионатот. Многу ми навелат дека ЖФК Тивери ќе нема конкуренција оваа пролет. Со оглед на имињата на резултатите, но како гледате на пролетниот дел од шампионатот, кога стартува?
Мислам дека почетокот на март, ако Почетокот на март не е сигурно, ама тука негде ќе е, дали ќе е од трети таа недела или ќе е наредната, ама тука негде ќе е. Ние ќе одаме приземјен. Практиката што е водиме до сега, ќе ја продолжим. Нема да се занесуваме као ќе бидеме, што ќе биде, как ќе биде, не, одаме со зацртано по план и прописи. Така. На клубо и мислам оти ќе успееме, само така. Да. Освен Драгон, која сметате дека екипа може да изненади година во шампионатот? Иако барем во есенскиот дел немаше многу изненадувања. Немаше многу изненадувања. ЖФК Борец од Велес имаше квалитетна екипа, ама стартно лошо тргна, загуби од прво коло од шампионот Истатов. Они има 3 засилувања, едно од Србија, едно од Бразил и едно од Нигерија, мислам. И имат стварно и они добра млада екипа, искусна екипа. И потврлија, не знам како што, не може да коментирам. Да. Мислам оти они пак може да бидат тука во конкуренција, да застанат на пато на секој може. Имам топ гол, има добра екипа, Атлетико беше добра, но таа се растура, нешто не е уред со нив таму. Тоа сепак, нели, за други да не коментираме, но зошто и како се случува, тука мислам дека го имате градскиот ривал, спортско-рекреативниот центар Истатов. И они се добри. Кои што се актуелни шампионки од минатата сезона, иако ги совалавте овде. Има квалитетна екипа, може да застане на патом. Женскиот фудбал не можеш да кажеш оти ќе ги поминеш сите, не знаеш кај ќе застанеш. Да. Но, дај Боже, јас верувам во девојките овде предводени од вас. Александра, зборевме за младинските погони. Сега коригираме, не сум сигурен, има ли младинска лига, кадетска лига? Дали е потребно во нашава земја и во овие категории да имаме женски фудбал, кај што ќе може, не знам, во тоа збор 2. Има младинска лига, меѓутоа есенскиот дел ние не видовме буквално ниту едно одиграно коло, поради некои причини од федерација. Но според тебе, да не навлегуваме суштински, колку се ваквите надпреварувања, да има една кадетска лига, да има една младинска лига, ќе бидат во функција на женскиот фудбал за сениор? Многу. Да, многу ќе бидат во функција и треба да ги има што повеќе, затоа што тие девојчиња играат пред се за идат на тренинзи за да дојде ред да играат утакмица. Чувството кога ќе дадеш гол на тренинг, кога ќе дадеш гол на утакмица не е исто. И тоа што ги држи е победата на утакмица. Значи, тогаш се собира и екипта, се здружува, тогаш ти расте спортскиот менталитет и се тоа. Мислам дека треба да ги има што повеќе, затоа што жално е тие девојчиња тренираат, а да немат можност да играат против девојчиња. Така. Турнири? Планирате 2018-та турнири некаде настап, сега независно од првенството, но вака. Да. Освен овој што ќе го организирате сега Копа Карнавале овде во Струмица. Така, имаме уште знам дека еден. имате добрососедски, односно имате релации со клубови. Да. Имаме уште еден закажан од наша страна. Тој е исто пред почетокот на есенскиот дел. Да. И имаме понуда од Бугарија на еден голем турнир на 27 до 29 мај. Така. Ќе земат учество на Вестхем, Лестер од Англија, ПАОК од Грција, Машинец Ниш од Ова ќе е интересно. Ниш и уште една екипа, мислам, од Србија и другите се 2 од Бугарија. Првако на Бугарија. Да, но самата покана до вас значи дека ве препознале како професионален женски фудбалски клуб. И треба да препознаваат. Да, препознаваат многу и енос ќе растеме, енос ќе. Многу скромност бе Славе од ваша страна, на некој начин гледам и препознам многу скромност, но во секој случај кога се работи професионално и кога се настапува со желба да се докажеш, нема потреба скромност, барам тоа е моето правило. Добро, Александра рече дека недостасуваат тие младински лиги. Што правиме со овие девојчиња кои што сакаат да се надпреваруваат? Славе Велков има 11 мина на список и неколку. Што правиме? За тоа постојат пријателски утакмици и да можеш да докажеш
секој играч. Значи младинската ќе продолжи, младинската лига, кадетска младинска лига ќе продолжи у рамките на ФФМ. Така. Тоа ни е потврдено. И ќе има доста утакмици што треба да се изиграт и за есенскиот дел и за пролетниот дел. Што значи дека сепак Фудбалската федерација на Македонија дава акценти на младински во женскиот фудбал. И мислам оти на добар пат сме тука, застана за некој проект и Агенција за млади и спорт. Така. Кои сме добитници на некои средства што ги понудија за млади категории, мислам оти било добро. Да. Во секој случај женскиот фудбал добива само, тоа дефинитивно во нашава земја. Јас после дојран Струмица го гледам градот кој што ќе подигне титулата. И само за крај сакаме да прецизираме дали веќе се гледате некаде надвор од Македонија во некое клупско европско надпреварување. Дај Боже да бидеме први, па се гледаме на едно од највисоките нивоа, да представаме Македонија и ЖФ Кативерија на европско ниво, Лига на шампиони. Тоа е единствена лига што може да излезеш. Да. Не ве прашав Славе. Имате ваши од Тиверија во дресот на репрезентацијата женски фудбал? Или немаме? Имаме, кажи речи сите. Сите наши девојчина се репрезентативки во U17, U19 и А селекција. Производот е наш. Браво. И гордо се да ги видиме сите там. И носители се на сите репрезентации. Значи, со ЖФ Кативерија многу можеш да се покажеш и надвор од Македонија преку дресот на македонската репрезентација. Александра? Така. Очекувате ли оваа година дебитирање на ЖФ Кативерија на еден официјален надпревар под капата на УЕФА надвор од нашава земја како шампион? Се надеваме дека ќе се случи, меѓутоа пред се може да кажем дека немаме никаков притисок ние од управа или од било кој дека ние мора да станеме шампиони. Може и за тоа има добри резултати, затоа што не играеме под притисок и влеваме слободни на секоја утакмица. Исто така начинение на нас зацртан сега само драго, ние си играме коло за коло, утакмица по утакмица и се надевам дека секи помина во најдобар ред. Така. Битен ни е напредок. Значи, давам акцент после секој тренинг, после секоја утакмица, после секој кафе, значи разговорот е тука, сконцентрирани сме на това што треба да го подобрам, на това што треба да се обрата внимание, не интересира изгубиле, тапале. Она што го заклучив од овој разговор е дека од овие девојки кои што играат во првиот состав на ЖФ Кативерија, доправа треба да ги очекуваме резултатите. Со оглед дека се младинки. Да. Значи нема опасност за женскиот фудбал во Струмица. Не. Само спонзорите малку повеќе да се фокусираат на женскиот фудбал. Јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Ви спорт, многу ви посакувам успех. Се надеваме дека на струмичани им го приближивме клубот ЖФ Кативерија, но и неговите успеси во есенскиот дел од шампионатот и од првенството. Дај Боже во мај, ако не се лажам мај, да ве видиме со шампионскиот пехар и со златните одличија и да бидете шампиони на Македонија. Дај Боже. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Тоа беа Славе Велков и Александра Ристовска од женскиот фудбалски клуб Тиверија и нивните амбиции за пролетниот дел од шампионатот и околу женскиот фудбал во нашиот град. А слушнавте дека речиси сите македонски репрезентации во женски фудбал се со костур токму од нашиот град Струмица. Ви благодарам за вниманието со кое што не следате. Секој добро.